Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Атлетиката е интересен спорт, тука се е екзактно според резултатите се одредуваат и вредностите и квалитетите на атлетичарите. Сега има некои атлетичари кои во еден подолг период им е потребно да стигнат до посакуваната форма. Специфична е некако кралицата на спортовите. Дури некогаш и кога помислуваш дека може да постигнеш резултати што ги посакуваш, тоа да не се оствари. Може да тренираш 5, 6, 7 години, да си голем талент, а нешто малку да се погреши во тренинзите, па да не дојде до полн израз твојот квалитет и твоите потенцијали. Еден од македонските рекордери кој веќе подолго време е вклучен во атлетиката, најнапред како активен атлетичар, потоа како функционер, па како тренер е нашиот рекордер во фрлање копје, Дејан Ангеловски. Дејан Ангеловски ја извршува и функцијата генерален секретар во Атлетската федерација на Македонија и тренер. Тој, реков, е рекордер во фрлање копје. Рекордот е постигнат, ќе каже тој точно кога, мене ми се чини пред 3-14 години и изнесува 76 метри, 46 сантиметри. Резултат кој до денеска не е соборен и се уште актуелен рекордер на Македонија со овој резултат што ви го кажав е Дејан Ангеловски. Па тој ќе биде нашиот следен гостин во оваа емисија за македонските спортски легенди. Дејан, добро дојде во емисијата. Дадов една најава за атлетиката, па не знам дали ќе се согласиш, дали е така или не, зашто мислам навистина е специфичен спорт. Тука единката сама одлучува за себе резултатите, не чека помош од, ако е фудбал, другите 10 фудбалери, или ракомет од другите соиграчи, или кошарка. Овде екзактно е, она што е постигнато и по него, по тој резултат се мери и квалитетот индивидуален на секој атлетичар. Па што да кажам, Зоки, најнапред да се заблагодарам на твојата покана за да бидам гостин во оваа убава и ценета емисија. Чест е нели да се биде твој гостин, да се разговара заедно со тебе од многу причини, многу аспекти. Најавата секако дека е на место, затоа што и ти твојот живот ги имаш посветено повеќе од 50 години во атлетиката. Суштински ја познаваш, еден од меѓу најдобрите познавачи на историјатот во развојот на македонскиот спорт, атлетскиот, така да само да се заблагодарам за почеток. Па сега кога кажа ти, бидејќи се работи за фрлање копје, дисциплина интересна, атрактивна, можеби на големите приредби, една од најатрактивните технички дисциплини, уште од времето, па со појавата на железни и наваму, финските фрлачи. И во Македонија имавме во секој период по некој истакнат поединец. Сега ќе ги потсетам по старите љубители на атлетиката, посебно оние што припаѓаат на атлетскиот клуб Работнички, на еден од првите рекордери, Бранко Крстевски, не знам точно, под 50 метри, ама тука некаде 47-48 метри фрлаше со старото копје. Потоа неговиот син Новко продолжи и беше првиот. Ако имаме некоја ранглиста каде што се оди по тоа како се соборувани резултатите, ќе се види дека е првиот во Македонија што ја префрли границата од 50 метри, потоа доаѓа други фрлачи, имаше браќа Двајци Исмаилович, потоа дојде и една генерација атлетичари во која што Љупчо Трајчев беше најекспониран во фрлање копје, беше рекордер. Така времето минуваше, па дојде и твоето време. Сега за почетоците на твоето време ме интересира сега да ни кажеш. Секако дека тоа е и воопшто во македонскиот атлетски спорт секогаш така во одредена дисциплина
во еден известен период се појавуваат нели поединци кои што постигнуваат рекорди, биле добри во тој период, не само во Македонија и во Југославија, така да јас сум од таа генерација, да кажеме, од 2000-та година, со новиот милениумот, навака, иако со атлетскиот спорт, со атлетика почнав во 91 година, и тоа по сосем случаен избор, со атлетика започнав да се занимавам 91 година, по големо убедување, може да кажам, и наговарање на тогашниот тренер и со кој тренер работев долг период и потуркавме до многу. Тоа беше Лила Петрушевска, која во тој период беше нели рекордер на Македонија во фрлање копие, па со завршен факултет за физичка култура и нели така во тој ентузијазам како млад тренер сакаше да се докаже, нели, и бараше на некој начин деца од околината или од Скопје. Ти по физичката конституција и заличе дека може добар копјаш да видиш. Иако мора да напоменам дека незините родители, па заедно со моите родители беа и куќни пријатели, така да едноставно таа можеби и ме познаваше како и сум растал, можеби имала добар нос, њух, оценила дека можеби и ќе може да фрлам копје. И така започна сето тоа, иако во тој период бев скептик на атлетиката, нели не познаејќи како секој дете, така и јас трчав по топката. Почнав со фудбалот во периодот од моје пето деление до завршување, значи на 8 деление до прва година средно. Тренирав фудбал во фудбалскиот клуб Работнички, исто во градскиот парк. Тоа е значи некаде од 86 година. 91 година играв фудбал за репрезентација на Македонија во поранешна Југославија, на републички куп, напревар беше во поранешна Југославија, сите републики помеѓу себе. Бев дури и повикан во тој период и да во поширокиот список во состав на репрезентација на Југославија. Меѓутоа нели со распаѓањето во 91 година на Југославија и сето тоа пропадна. Така да некаде тој период, летен период беше, се сеќавам, знам дека беше лето, нас ни беа гардеробите на фудбалскиот клуб Работнички, каде што се и сега во моментов, во истиот тука тој подтрибински простор на салата што е во Работнички. И атлетичарите. Тука имаше и машка и женска гардероба на атлетскиот клуб Работнички. И така да тука со нив се сретнуваме ние секогаш. Понекогаш и тука и тренираме во тој имаше еден посебен дел нели кај на самото стадионче. И така почнаме, истовремено одев и на фудбал, па после фудбал ке завршев, ке појдев и на фрлање копје, или обратно на фрлање копје па на фудбал. И некаде септември месец се сеќавам беа моите први официјални атлетски надпревари. А во фудбал да те прашам, на која позиција играш? Тогаш бе на позиција центар, халф и халф. Значи тука пред голот. Позади голот и чистење. Иначе височината и тоаш ми беше некаде така 183 сантиметри, меѓутоа тежината беше многу помала него подосножниот период, а не па ти требаше тежина за тежина маса, мускулна маса, да, експлозивност и добро, и со годините, со развојот и така. И почна со атлетика, како, кога и првите надпревари? Па тоа беше, значи, 91 година, некаде летниот период беше, се сеќавам, јуни-јули месец, летен распуст школски, пред запишување, нели, на продолжување со образованието како во средно образование. Се случи да идам и таму на тренинзи, септември месец некаде се зачленив исто во продолжение и претходно бев во атлетски клуб Работнички, па потоа само во фудбалски клуб, продолжив и во атлетски клуб Работнички. И првиот напревар ми беше септември месец и во тој период имаше тие купови, исто се одржуваа квалификации и финале, и имаше митинг Лазо Милошевски беше таа година, чина мили некој друг, па ми дозволија да фрлам надвор од конкуренција со нели женско копје од 600 грама, пошто тоа е нели справата со која треба да се надпреваруваат помладиве категории како пионери. И така започна со полесно копје. Со полесно копје, да. И на првиот надпревар чинам дека фрлив 37,8 метра со женското копје 600 грамско. Вториот надпревар некаде 39, тоа мислам дека беше и рекордот на Македонија за пионери. И така се наговести. Некако третиот надпревар во истата таа сезона во септември месец пред да заврши нели надпреварувачката година, 41 и
околу 40 Значи уште на старт ја мина границата од 40 метри. Со женско копие говорам и тоа представуваше во тој период рекорд на Македонија за категорија пионери, со фрлање копие со 600 грама. И после тоа викаш нема бегање од атлетиката. Па после тоа значи веќе точно така, значи почна на говостување повеќе, талентиран си, упорен си и така уште еден период од пола година сигурно тренирав и фудбал и атлетика истовремено, да потоа фудбалот го отрнам целосно позади себе и само се насочам на атлетскиот спорт. Се запишав во средно училиште во Кочорацин во Ѓорче, таму учев две седмици, потоа веднаш се префрлив тренирајќи со атлетскиот спорт, се префрлив и во средно физкултурно училиште Методи Димитровски Брицо. И така започнувајќи истовремено и средното образование во физкултурно насока и занимавање со атлетскиот спорт. Значи целосно веќе припаѓаш на спортот, така, односно атлетиката. Некоја раскрсница во тој период, во тој живот, така. Тогаш иако цело училиште доаѓавте на атлетика, се сеќавам уште покојни Чедо Шаревски, кога беа екипните првенства, може никој да нема, ама работнички имаше по 20 во секоја дисциплина. Па добро, ако се надоврзиме на тоа, сакав и претходно преска кога ги наговести историјатот на рекорди во Македонија, некако доаѓа дека фрлањето копие како дисциплина дека произлегува од скопските клубови. Значи, запознајќи ги сите тие рекордери кои беа претходно, што ги напомена, тука беше и професорот Радич, Љупчо Трајчев, со старото копие, со новото копие Љупчо Ацковски, и така да сите тие беа членови на скопски клубови атлетски, така да фрлањето копие изгледа произлегува дека од Скопје. А зошто го нема во другиве градови, како во Скопје, например? Не, и тето мислам дека имаше Михајло Крстевски во тој период, и тој има, точно, Михајло Крстевски, тоа во 60-тите години беше и репрезентативец на Југославија младински. И во тоа време и сега Кавадарци беше, па да кажеме, произлегуваа таму повеќе фрлачи на кугла, на ѓуле и на дискот. А додека Копјето, да кажеме, као град од секојаш било повеќе фрлачи имало од Скопје. Тетово од време на време некогаш и Штип се сеќавам во тој период кога почнував, имаше исто еден фрлач Тоше Тодор, така да тие почетоци беа, да, имаше и од Добро е што го спомна Зоран Радич, тој беше и председател на Атлетската федерација еден период, па ако не го споменеше ти или го промашевме во емисијава, ќе ми се налутеше. Тој заслужуваше да биде и во најавата кој еден од оние порепрезентативни наши представници во фрлање копје. Ти дојде по него, да. Тој ми беше и тренер, затоа само подоцна ќе се надоврземе, верувам, во разговорот. И како се одвиваше натаму твојата кариера, еве, веќе се определуваш за атлетиката, фудбалот рече го оставаш зад себе. И освен оние први надпревари со женското копје, кога првпат во твоите раце се најде сениорско копје? Така, веднаш, значи, веќе следната година, надпреварувачка, тоа значи беше 92 година, 92 година, ние, за жал, во тој период кога тренира во Македонија, немаше копје, кој беше соодветно за таа возрастна категорија, тоа беше копје од 700 грама. И ние фрлавме веднаш со 800 грамско копје. Значи, 600 грама на 800 грама и рекордот на Македонија се води се уште со 800 грама за категорија млади младинци, иако секаде во светот 700 грама има. Ама ние немавме. Не, во тој период немаше, да, подоцна се набавија такви копја и сега си стои рекорд на Македонија и 700 грама и 800 грама за фрлачи со копја. Меѓутоа, во тој период, ако почнав, 700 грамско копија немаше, па дури немаше ни 800 грамско копија, тие што беа подоцна за надпревари официјални, него имавме копија во клубот работнички, имав среќа во тој период, имаше десетина копија, сигурно 50 копија од типот на руска ласта, алуминиумски копија, меѓутоа тие беа многу нежни копија, се вртеа, па ги исправаме, меѓутоа беа и издржливи во тој поглед, освен доколку не погодиш некој камен или па некој дрво да се закачи копијата, па да се скрши, па да тагуваш, а пошто беа раритет, на број беа. А ти се случило да закачиш некоја копија? А имаше повеќе фрлачи, имаше, тренираме дрво. Па тренизите во тој период како што ги одвивавме, од секојаш, значи беше проблем со фрлањето копија на градскиот стадион, пошто не се дозволуваше да се фрла на самата
на самиот главен терен на Да, и не на може стадионот. секој ден да се тренира. Да, таму, и тогаш бевме условени да тренираме или тука некаде од страна, наоѓавме еден простор. Па имаше трениравме Имаше во еден простор Скопје. меѓу насипот и тоа военото игралиште. Така, и тука ги правиме тренизите, па едно време ги правиме тренизите кај езерото што е во градскиот парк. Имаше некоја ширинка убава голема, тука се знаело да се случи, например, и копето да се закачи горе на дрво, па да се качуваш да взимаш. Добро, требаше и Сето да тоа внимавате време да беше- не врти некој околу и Па така. и тоа задолжително се внимаваше да не се повреди некој. И тоа може Имаше да се случи. опасности многу во тој период, така беше. И така е, се уште, значи, кога ќе немаме атлетски стадион засебен само за своите потреби, ќе биде така. Се надам дека некој период ќе можат барем ините генерации да се останат малце послободни, покомотни во тој дел. Копјето и Иначе- кладивото се специфични дисциплини, треба барат посебен посебни фрлачки терен. терени, да. Затоа, ајде, ѓулето може да се Ѓулето може најде да се простор така. за фрлање, меѓутоа кладиво, диск Диск и копје. и копје тешко Ризични и се. затоа треба атлетски стадион, но за жал го немаме. Добро, можеби ќе го имаме. Одиме сега натаму со тебе, со кариерата, значи 800 грамско копје, Па значи 800 грамско Победуваш и копие со веќе 92 година фрлив 49 метри со 800 грамско копие. И веќе тој период почнеме тука нели под натпреварите во Македонија да земаме учество и мислам дека бев на еден натпревар во Белград во тој период. Како анекдота беше дали таа 92 или 93 година бевме на некој трофеј Белград. 92 изгледа беше. Се сеќавам при мене фрлаше Сејат Крџалич. А Сејат Крџалич во тој период беше фрлач кој што имаше повеќе од 80 метра на секој натпревар. да. Не, 80, ама близу 80 фрлаш. И бевме така, стартната листа беше направена да ја фрлам пред него или после него, не се сеќавам. Знам дека само судиите мораа метрото многу да го собират, пошто ја во тој период 45 метра фрлав, тој се 80 и Значи, судиите мораа 35 метри да го челично метри имаше собира. мораше да го собират. Сигурно беа нервозни меѓутоа. И тоа е дел од спортот. Секој има некој свој почеток. Така да таа година ја завршив, мислам дека некаде тука близу со 50 метри, така да нели нормално постара генерација во тој период некаде кога почнав јас се беа тука Љупчо Асковски, нели беше рекордер на Македонија со новото копие 62 метра. Па потоа имаше од Штип го спомнавме прескатоше еден фрлач, работнички имаше ке професорот Радич исто 2-3 фрлачи што беа тука сите на граница од 50 метра, така да имаше тука некоја конкуренција и беа интересни натпреварите во секој случај. И таа година така се заврши што се заврши, веќе следната година ми беше уште една година 93-та како млад младинец и тоаш фрлив 59 метри со 800 грамско копје, со кој резултат да кажеме и во тој Тоа е период добар скок за Да, добар скок една и тој година, веќе 10 метри. повеќе од 10 метра имаше. И со тој резултат да кажеме ако земеме некој репер поранеш на Југославија би бил прв фрлач можеби во Југославија во тој период. И бев да кажеме на некоја ранг листа во тоа време што се правеше во Европска и Светска федерација меѓу 10 фрлачи. Ја говорам за 800 грамско копие, они фрлале со 700 грамско копие, меѓутоа метражата беше таква за меѓу први 10 фрлачи во Европа и во свет. За жал таа 93 година се уште не бевме нели признаети како атлетска федерација. Тоа беше значи подоцна која не признаа на 93 година чино на светското првенство во Штутгарт, која беше тогаш одржа и конгрес. И 93 година Македонија нели постана членка на Светската атлетска федерација. Да, и можеше учествувавме и на светското и на првото првенство. светско првенство, да, меѓутоа не можевме да учествуваме се уште нели на балкански првенства, на европски, пошто не бевме нели примени како членки во тие здруженија. Така да 93 година, значи освен што оде по можда некој митинг Бугарија, Србија, сите на тој време че беа во Македонија тука и тоа беше кругот во тој период. Таа имавме несреќа да бидеме така затворени, да немавме можности да одиме да се натпреваруваме со своји врсници и по И широко. ти каде ги одвиваше своите активности и надпревари само тука во Македонија? Па во Македонија имавме и во тој период, исто кој и сега, имаме само добро, по лоши услови, да кажеме, понос на условите за летиште за Скопје, тоа беше патеката во Скопје, во Охрид беше тоаш бетон, рубкор, во Велес беше тартан,
и нели во Штип ги одржуваме некогаш надпреварите многу ретко, меѓутоа имаше некои надпревари и таму нели на Рубкор бетон. Така да тој беше опсекот на надпревари кај што се движеме во тој период. И кога почесто излегуваше на меѓународна сцена, од кога се реши овие прашања околу прием Македонија во Европска, во Светска федерација. Значи, чинам дека 93-та да беше светска, 94-та беше... Да, и од тогаш веќе ни беа отворени вратите да учествуваме на секаде. Да, и на поголемите надпревари. Прв поголем надпревар кој ти беше од тие години, 95-та? Па 93-та, значи, имаше едно младинско 94-та бевме првенство на кое што учествуваш. 94-та бевме признати од Европска атлетска федерација, така да веќе од тој период можеме да учествуваме и на тие надпревари. 94-та, за жал, имаше на анекдота, бевме пријавени во тој период, ја и Смаќевска од Охрид требаше да учествуваме на светско првенство за младенци, пошто бевме многу близко веќе во тој период до сонорми до тој надпревар, па у последен момент заминаа други, и тоа без разлика, така беше спортот, така беа тие услови тогаш и така остана. Сепак па тоа не изгради во поздрави, посериозни личности да уште грабаме напред, да исполнуваме норми и да одиме на такви надпревари со норми. И тоа веќе се случи 95-та година. 95-та година бев младенец до 19 години и нормата за европско првенство младенско беше 65 метри, а јас имав и во тој период неколку надпревари 64, 70, 80 за 10 сантиметри не може близко. И се сеќавам во тој период имаше надпревар и во Скопје и имаше надпревар во Риека и историјано покана имаше од Романија. Романија не заминав на тој надпревар за да останам во Скопје и да фатам и надпревар во Риека за да можам да имам повеќе надпревари, повеќе фрлања, шанса да исполнувам норма. И тоа се случи на надпреварот во Скопје што останав фрлив 68 метра и 10 сантиметра. Во тој период тоа беше рекорд на Македонија и за сениори веќе и за младинци. Норма за европско првенство во Ниреч Хазе. И после тоа веднаш заминав и на надпревар во Риека и таму исто така Лабава веќе со исполнета норма и таму фрлив 65-6 метра на тој надпревар. Во таа генерација имаше и Хрватска добар надпреварач младински, тој беше јак силен митинг во Риека. Така да таму бев 2 години учесник и 94-та и 95-та година како младенец по покана нели од самиот организатор. Пошто веќе во тој период, за жал, значи исполнуваме норма за европско, меѓутоа па како младенец не учествувавме на балканско младинско, пошто не бевме признати па од Балканската федерација. И се така некои проблеми во тој период. Меѓутоа учествуваме во Ниреч Хазе, заедно бев таму заедно со Вани, Вани имаше исполнета норма, Ване тренираше кај Мето Веновски, јас тренирав кај Лиле Петрушевка, сите четворица бевме на тоа европско првенство во Ниреч Хазе и тоа беше фактички едно прво нели континентално такво учество. Твој деби на тие норма, деби, да. И прв пат нели во такво здание да учествуваш пред публика на стадион, со колрум, со пријавен центар, со 40 минути чекање и сето тоа нешто беше ново за нас во кај нас од загревање право на меѓутоа така се иструкаме на тој надпревар, немав среќа, имав и во тој период не познаев исто една анекдота, второто фрлање ми чинам дека беше, го фрлив копето и во тој момент се скрши копето на пола. И не знаејќи како што треба да се постапи, ми крена повторно знаменце дека може нели да продолжам со фрлање, дека се скршува да го повтора, со оглед на тоа дека нели исто време во воздух, да, во лед. И истовремено, значи, дадоа нели сигнал семафорот, почна да одбројува нели секунди колку имаш време за подготвување, дека се заватам со тренерот консултации што да се прави, како да се прави, ми истече времето. 3 фрлања беа во квалификациите и таму бев мислам дека 16-то пласиран или 17-то, така да не успеав да влезам во финалето. И ако реално со тој резултат од 68 метра доколку го повторив таму, би бил меѓу првите можда 6 до 8 фрлачи во Европа. Но, еве, се случи тоа со копјето, едно фрлање помалку, може би ќе имаше подобар резултат. Тоа беше првиот настап, значи, на голема приредба на светско младинско првенство. И тоа сигурно вака те подгреа уште повеќе за атлетиката и за копјето. Па така, меѓу време се случија, нели, тука нормално неколку повеќе митинзи, веќе почнаме да одиме и Бугарија, се сеќаваме и дојдовме на подготовки. Обично подготовките ги правиме во тој период, во тој рано на 10 дена зимскиот период, секогаш.
зборам како репрезентација, а индивидуално кој како ќе се снајде како и секогаш. Одевме веќе на надпревари Бугарија, Србија, тука, нели балканскиот делот од континентов, веќе 96-та година, мислам дека, да, 96-та, дојдов веќе во граница до 23 години, прераснав во таа категорија до 23, од 96-та до 98-та. Така да тој беше еден период, 96-та година е интересна за паметење годината кога веќе почнеме да учествуваме Македонија, македонската репрезентација на балкански првенства. 96-та година бевме примени како членка во Балканската атлетска федерација и првиот наше деби го имавме на Балканското првенство во Ниш 96-та. Тоа беше репрезентација која патуваме нормално беше во близина, бевме голема репрезентација со комбе, со автобус и се случи да таму на тој го гостувам бронзениот медал, трето место. И воедно тоа беше прв медал на Македонија од осамостојувањето па и на првото учество на Балканијадите како посебна репрезентација. Да, и веќе гостував таму бронзениот медал, тоа е и Пекар таму добиен како најдобар спортист од Македонија во тој период со учеството на тоа балканско првенство. Така да, таа година остана тоа во сеќавање, значи прво балканско првенство, прва медал за мене, прва медала за Македонија, така да тргнаа работите лека по лека, веќе да се развијат. Се сеќаваш кои надпреварувачи беа пред тебе на таа Балканијада и резултатот кој ти беше вака? Балканијада треба да се присетам во тефтерот ги има таму резултатите, знам дека беше од Грција, надпреварувачи мислам дека беше Горан Бошњак од Србија пред мене, значи Грција, Србија, па ја бев трет. Грците имаат традиција. Србинот беше прв, па гркот беше за 10 сантиметри, така нешто ситно пред мене беше вториот во тој момент. И секогаш така имало кршење на копија со тие резултати за 5 сантиметри, за 10 сантиметри, да бидеш пред некого или да бидат пред тебе од тие балкански првенства. Грците има, особено во женска конкуренција, опасни надпреварувачки. Се сеќавам од Ана Верули, Сакорафа, после Мирела, сите тие беа со медали од европски и од европски, светскиот олимписки и на олимпијадите, да. Интересно во женска конкуренција, во мачка немаа такви постигнувања. Врли како во женска. Гацуидис беше многу релативно, тој беше меѓу првите. Ама не беше од тој калибар како Верули и овие другите што освојуваа. И така се случува резултатите да 97 година некаде веќе почнам да бркам таа од 95 година веќе напредував да бркаме граница од 70 метра што би било и прво фрлање во Македонија да фрли некој повеќе од 70 метра. Тоа беше целта во тој период.